Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте. Ова е Македонија денес, јас сум Сања Савеска, а денес е 1 август. Веќе сме во средина на летото, односно во тек се летните одмори. Веројатно голем дел од вас веќе се заминати некаде да ги искористат годишните летни одмори, да се наполнат со позитивна енергија, но ние сме тука за сите оние кои што се уште се наоѓаат дома или пак можеби нема да заминат никаде во текот на летото. Се со цел да ви направиме да ви биде летото позабавно, поинтересно и да бидеме во тек со сите настани и случувања кои што се во нашата држава. Како што напоменав, 1 август, верувам дека ќе бидете и денес дел од Македонија. Денес телефонските линии ќе бидат отворени за да можеме и со вас да комуницираме, а ќе ја започнеме денешната емисија со малку музика. Етносфера, верувам дека ќе допринесат за ваше многу подобро расположение во текот на целиот ден.
Ја започнуваме првата содржина за денешното издание на Македонија денес. Ќе зборуваме за еден настан, нешто што не треба да се заборави, нешто што пред се студентите на Сдруженијето на граѓани Рома Верзитас и сите оние кои што се сеќаваат со болка на овој настан нема да дозволат да се заборави геноцидот врз ромите кој што се случи на 2 август 1944 година. 3 август во 17 часот ќе се соберат Сдруженијето на граѓани Рома Верзитас, студентите и сите оние кои што сакаат да одадат почит на жртвите од геноцидот кој што е извршен врз ромите 1944 година. Во 17 часот под мотото да не се заборави ќе ве поканеме и вас кои што не следите да го проследите разговорот и оваа тема која што денес ја отвараме како прва тема за денешното издание на Македонија денес, а друштво во студиото ќе ни прават студентите Асип Зекир, студент и член на Сдруженијето на граѓани Рома Верзитас. Асип, добар ден и добре дојде. Добар ден, добро ве најдовме. Ви благодариме за поканата на гостување на вашата емисија. И Елсон Илјас да го представиме, кој што исто така е студент и дел од Сдруженијето на граѓани Рома Верзитас. Добар ден и за вас. Добар ден и од мене. Ви благодариме на поканата во вашата емисија. Ви благодариме што одвоивте дел за да ни одадете почит. Во секој случај не треба да се заборави. 2 август, ноќта од 2 према 3, кога е извршен геноцидот врз ромите, кој што секако во текот на разговорот ќе поразговараме, не беше ниту признаен се до одреден период, некаде до 79-та година, но за тоа малку потоа. Сега би сакала само за самиот почеток да ве прашам кои се мотивите поради кои вие како студенти заедно со Сдруженијето на граѓани Рома Верзитас организирате активности на 3 август и дали за прв пат ова го организирате кај нас во Македонија? Значи вака, пред се до сега не се спомна Холокаустот врз ромите, а ниту па како целина геноцидот на ромите што се случило во Втората светска војна. А најмалку па од сето тоа дека уствари се одбележува денот 2 август. А тоа е ден кога најмногу жртви роми, отприлика околу 3000 и повеќе роми, таа вечер загинаа, токму поради наредбата на фирерот Адолф Хитлер. Да, мотивот ни беше тоа што до сега никогаш не се спомна и пред неколку месеци имавме обука токму поради геноцидот на ромите и тогаш ја уствари согледав дека на 2 август нашиот народ, нашите роми биле жртви на Втората светска војна. Откако се вратив дома, побарав уште неколку информации, бидејќи заборив кој беше датумот и кога сурфав по интернетов не најдов уствари никакви информации дека е тоа. Најдов само дека се одбележува денот на Холокаустот на евреите, тоа е 27 јануари, меѓутоа за ромите не најдов. Токму поради тоа, значи се мотивирав да произлезе некоја студентска иницијатива, која што потоа со поддршка на Сдруженијето на граѓани Рома Верзитас ќе се собереме сите студенти да го одбележиме тој ден и со тоа да им дадеме на јавноста, да им дадеме значи увид дека и ромите се дел од Холокаустот и дека и ромите се жртви на тој геноцид. Ниту вие бевте информирани дека ваков геноцид бил извршен во историјата? Јас слушнав, односно имав некои предзнаења во врска со геноцидот на ромите, меѓутоа обуката значи ни даде подетални информации за тоа. Денот не го знаев, а сигурен сум дека јас како студент не го знам, такамоли некои си други националитети или други роми кои што не се толку образовани или воопшто главно целата територија, да, значи целата јавност не е запознаена за овој геноцид кој што е извршен. Која извршуваше таа обука? Кој всушност ви го даде ова знаење и ви ги отвори, да кажеме, на еден начин очите околу сето тоа што се случувало врз ромите? Обуката беше организирана од Сдруженијето на граѓани Рома Верзитас, присуствувавме отприлика околу 40 на студенти и обучувачот беше Срđan Амет, кој што тој бил таму во Аушвиц, во Биркенау неколку пати со неговата организација за да го гледаат местото каде што се случила таа голема трагедија и катастрофа. Велиш дека потоа седна да истражуваш дополнително околу ова случување 44-та година, но што велат официјалните податоци кои што се поврзани со геноцидот кој што е извршен врз ромите? Имате ли официјална бројка? Официјални податоци нема, значи неофицијално според некои тврдења на преживеаните од прилика 1,5 милион имаме жртви. Меѓутоа официјално е наведено дека 947.000 жртви има низ целиот геноцид, а инаку само таа вечер, значи 2 август, повеќе од 3000 роми биле убиени. Само за една ноќ? Само за една ноќ. Да, но секако дека имало и други денови кога
тие биле Да. упатувани кон логорите? Апсолутно да. Значи, уште од 1920 година до 1930 година, значи пред Втората светска војна, тогашниот фирер Адолф Хитлер ги собира ромите за да ги идентификува, да ги слика и да земе отпечатоци од нивните прсти. Значи, тој си имал некоја си цел која што почна уште пред Втората светска војна, нив да ги таргетира, со цел после тоа да ги искористи за било какви намени и на крај да ги убие. Развивајќи ја таквата мисла, Адолф Хитлер во соработка со тогашните владетели и со изјавата на неговиот министер, тогашниот министер за правда во Третиот рајх Ото Тирак, каде што беше дадена изјава дека ромите важат за генетски болни суштества и дека единствено решение е истите да се елиминираат. За да ја формира тој својата ариевска раса, чиста, не сакал да има никакво влијание ниту од ромите, како што сакал да ги истреби ниту и пак од евреите. евреите, да. И дополнително на тоа додаде дека и ромите се нечист народ исто како и евреите. И развивајќи неговата мисла, тогашните владетели го поддржаа во тоа и истребувањето на ромите почна 1938 година, па се до крајот на Втората светска војна со уништување на нацистичкиот режим. Тоа е нашиот главен мотив и главната наша цел за да организираме таков настан што дури и покрај толкувате страдања на нашиот народ, покрај намалувањето на населението за околу 40%, можеби и повеќе, не знам, ромскиот народ не беше признаен дека е жртва на Холокаустот, дека беше жртва и дека пострадал. Има ли можеби? Уште, значи пред Втората светска војна, тоа беше од прилика 8 декември 1938 година, тој почнал да ги собере ромите во логорите и да работат буквално како робови негови. И после тоа тој нив да ги злоупотребува. Дали можеби има мемориални споменици каде се овие тела закопани? Значи дури после 30 години од тој геноцид на ромите, Германија ја призна таа цела катастрофа, односно геноцидот на ромите го призна 1979 година. А дури во 2012 година они изградија во Берлин споменик кој ќе се сеќаваат на ромите загинати. Се до тогаш немало никакво сеќавање, а до 1979 ниту немало уствари признание од Германија дека всушност бил геноцид на ромите. Едноставно само геноцидот го сметале за евреите и толку. Која издействува оваа победа да се признае геноцидот врз ромите 44 година? Победа, не знам дали би можело да го наречеме како победа, меѓутоа ромското граѓанско општество, ромското граѓанско движење во 1979 година, поддржано од синтите и ромите во Германија, допринело до тоа да се признае денот, не да се признае денот, него да се признае општо геноцидот врз ромите. Меѓутоа денес тоа во пракса и не е баш во сите земји. Официјално само неколку земји го признаваат геноцидот врз ромите, меѓу кои и не е нашата за жал. Се уште не е признаен геноцидот врз ромите во Македонија? Па во Македонија не е признаен, односно можеби е признаен, не сме запознаени, меѓутоа кога се оддава почит на 2 август, се оддава почит, спомнати се само евреите, а не се спомнати ромите, иако броиме и можеби сме трети по број на население. Буквално нема ден каде ќе се сеќават, немаме мемориален ден каде ќе се сеќаваме на тие жртви и токму поради тоа уствари е произлезена оваа иницијатива за да се одбележи овој ден. Ќе се одбележи во мемориалниот центар на Холокаустот, има ли таму можеби место за овој геноцид некаде? Па значи има као мало каче со информации и слики од ромите, меѓутоа таа не е некоја големо каче за да се видат доволно информациите. Таму ќе се одвива само онака говор и кратка проекција на филм People Uncounted, каде што се раскажуваат студија на случаеви од преживеаните. Сведоштво од преживеаните. И воедно ја користам оваа прилика да му се заблагодарам на директорот на мемориалниот центар што ни овозможи да го одржиме нашиот настан токму во нивните простории. За бројките не е благодарно да се зборува околу бројот на жртвите и преживеаните, но имате ли можеби некоја статистика колку роми го имаат преживеано геноцидот 44 година?
Имаме од прилика бројка дека 947.000 имаме загинато. А тоа представува во тогашното време околу 70 до 80% од вкупното население, од вкупното ромско население, што значи дека преживеани биле само 20%, а тоа би било ептен многу малку. Официјална бројка немаме се уште. Да. Копајќи така низ историјата, наидовте ли можеби на некои сведоштва на роми кои што биле? Па да, токму на тој ден во четврток на 3 август ќе бидат проектирани сведоштва од Film of People Accounted, каде што зборат роми кои што се преживеани од Холокаустот, зборат за ги објаснуваат нивните сведоштва баш во тие моменти кога беа во логорите. Зборуваат на каков начин пострада, како ги убиваа луѓето, колку им беше страшно таму и како низ целиот нивен живот преживеа, уствари преживуваат трауми. Да, телефонските линии ќе ги отвориме 02-609-1924 и 02-609-1925, доколку можеби има некој кој што сака да се јави и да одаде почит на оваа иницијатива на нашите млади студенти и секако Сдруженијето на граѓани Рома Верзитас, кои што организираат настан кој што е поврзан со геноцидот кој што е извршен 2 август 1944 година врз ромите. Да не се заборави, кој се ќе биде присутен на овој настан и како планирате да изгледа ова во четврток? Значи, на настанот ќе присуствуваат сите студенти, тие што сакаат да учествуваат, како и матурантите и средношколците и сите млади роми кои што имаат желба да присуствуваат на тој настан. Првично, значи, од 17 часот 3 август ќе се собереме пред Меморијалниот центар на Холокаустот на евреите, потоа ќе влеземе внатре и ќе имаме кратка проекција на сведоштвата од преживеаните. После тоа ќе има еден краток говор за историјата и геноцидот на ромите, а отпосле, значи, ќе се собереме надвор каде што ќе имаме еден перформанс кој ќе се одвива од Меморијалниот центар, ќе се движиме кон плоштадот, со тоа што од прилика 70 до 80 учесници ќе симулираат тоа, уствари ќе одаде дека и толку години има поминато од Холокаустот на ромите и ќе симулираат на буквално затвореници заробени, а од страна ќе имаат двајца војници кои што тие ќе ги координираат. После тоа, значи, кога ќе се движиме кон плоштадот, пред се, значи, учесниците ќе бидат облечени во црни маечки, каде што ќе бидат со мото, ќе имаат надпис 2 август да не се заборави, која што и мотото е тоа. Откако ќе се собереме, значи, кај плоштадот пред споменикот Цар Самуил ќе има штанд со табела на информации и податоци и слики од геноцидот на ромите. Тука, значи, уште еднаш ќе симулираат дека тие се заробени и после тоа ќе се наредат во форма на нацистичкиот знак, кои што ќе имаат и балони на рака со полнети со хелиум, црни балони, и ќе се наредат, после тоа ќе се фрли една наметка црвена со цел, значи, да се прикаже дека нацистичкиот знак веќе укинат и да не се повтори. После тоа тие ќе се движат кон камениот мост, каде што тука ќе ги пуштат балоните и ќе се пушти транспарентот, односно мотото, дека и геноцидот на ромите треба да се спомне и да не се повтори. Да, навистина убав перформанс кој што оддава длабока порака која што треба да биде испратена. Го имаме веќе и првиот гледач за денешната тема, да чуеме кој ни се јавува. Добар ден. Добар ден, поздрав до вас и до гостите. Повелете во програмата. Сочувство да изразам за сите загинати роми во Втората светска војна. Сакав да ги поздравам вашите гости и да ги прашам зошто упорно кријат кој нив ги спроведе во логорите во Полска. Значи, ромите како ромски народ кој ги спроведе. И зошто не кажуваат која е таа власт што била на власт во тоа време. Германците сигурно не дошле во Скопје да ги соберат ромите и да ги однесат во Полска. Зошто упорно го заобиколуваат тој момент? Ви благодариме за јавувањето и секако за сочувството кое што го дадовте кон жртвите на геноцидот 44 година врз ромите. Така. Геноцидот, значи, главната идеја била на германците.
Со тоа што расна манија, уствари истата идеологија, истата идеја како што било и на евреите. И истата била подпомогната од сојузничките држави кои што после сакав да го кажам. Истата идеја била подпомогната од сојузничките држави како што беа во тоа време Украина, Австрија или не знам уште кои. Значи цел нацистички режим што го следеа тие држави уствари биле сојузници и го поддржувале Адолф Хитлер, односно тој ја поткрена целата идеја да се истреби тој народ. Како целина, како група да не постои, бидејќи они сметале дека тој народ се од инфериорна крв, односно дека тие се не најмалку битни и дека тие уствари се заболени и дека ќе се заразат луѓето од нив. Токму тоа беше идејата. Имаме повторно гледач на линија, да чуеме кој ни се јавува. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Поздрав до вас, поздрав до гостинот. Сега јас сум навистина чудо невиден. Јас сум постар човек, некаде ги ближам околу 90-те години, така да во војната бев возрастно момче и остава да живеев со она што се случуваше тогаш. Ромите вика биле масакрирани во Втората световна војна. Па роми околу мене имаше многу напретек. Тие доаѓаа некаде од кај Ниш повеќе таму, докај што беше Бугарија дадено од страна на Германија, тие од Кјутрија, долу Алексинас, Валево и така натака, и од Бугарија. И тие доаѓаа и кај нас. Претежно со, како ние ги викавме тога циганите, меѓутоа правилно е ромите, така да се викаат, нема проблем. Затоа и обично ида со мечки, со дајри, ќе ни правеа разници, како едно друго се до тоа, ајде мецо, баси рака и ова и она. Бугарите тука беа околу нас, полна војска. Тука пограничниот дел беше. Никој не им рече, бегајте вие од одека роми. Дори се сеќам како дете, тие мечките ги терат да се борат со некои повозрастни момци таму од селата. Од моето село. Ние си, за нас беше тоа најголемиот циркус. Јас не знам, значи, до завршувањето на војната, некој на ромите да им рекол, бегајте ви од овде, не се наши или она. Од каде сега испана дека ромите биле во време од 41 година биле ликвидирани од Македонија, па сега избран нашиот свет празник баш во 2 август, Илинден, и го прославуваме, ќе шетаме тамо по Клошнадо. Добро, немаме многу време, слушнавме вашата поента и вашето прашање. Зборуваа нашите гости дека геноцидот извршен и поттикнат од Германија. Никаде во ниту еден момент не ја споменавте Македонија како земја од каде што вие сте протерани. Така, значи Македонија воопшто не постоела како држава тој период, како прво. Тогашно време била Југославија. Јас не разбирам тука дека ние кажувавме дека Македонија ги протерала ромите. Буквално ниту тогаш Не, пред се сакаме да спомнеме пошто изгледа дошло до погрешно разбирање кај гледачите, ние си ја почитуваме земјата, секако пред се ние ги гледаме државните интереси, ние не сме нацисти или било што друго. Дури покрај последниот гледач кажа дека баш на тој Илинден ќе шетаме низ плоштадот. Не, ние го почитуваме празникот и баш токму поради тоа не го одбележуваме на 2 август, него го одбележуваме на еден ден подоцна. Да ја испочитуваме државата, да го испочитуваме државниот празник. Ние никако не збориме против државата, ова е наша татковина како и на секој друг. Токму така, ние продолжуваме и со следниот гледач кој што не очекува на линија, да чуеме кој ни се јавува. Добар ден. Добар ден ви посакувам, Мите Василев. Поздрав до вас, драга господјо, и поздрав до драгите наши роми во Македонија, да се ни живи и здрави. Јас, колку знам, што имам гледано на малите екрани и тука даваа германците исто, да бидеме реални и немој да закриваме некои работи. Ромите, синти, како сакаш кажи ги, евреите се во Македонија, сите од Бугарија, оттерани во логори. Мачини, убиства е вршено, геноцид невиден. Према тоа, уколку ние криеме, закриваме ги работите, ние сите ќе пропаѓаме во кал,
во длабочина некој што никој не можеме да излеземе на бело видело. Зошто некој ќе ми збори од мечки да е риња човек е човек, но треба да бидеме реални, дека тоа секој го посакува више да не се повтори, на никого не го посакувам, него по све изгледа дека во Македонија се иде на тоа за небитие, ни на Македонија, ни на јазици, камли од роби од останатите. Поздрав до сите вас, поздрав до тие две млади момчиња, да са ми живи и здрави и се наубаво ви посакувам. Ви благодариме за јавувањето. И ви благодариме за поддршката секако. Да, вие започнувате една навистина убава иницијатива, сепак ќе кажеме, оваа година за прв пат се одбележува овој ден. Како што кажавте, убаво се испочитува македонскиот Илинден, 2 август и одбележувањето ќе биде на 3, па планирате ли ова да помине можеби во некоја традиција и секоја година на соодветен начин да одадете почит врз жртвите? Да, генерално еден од поголемите мотиви ни беше и тоа дека денот не се обележува и сметаме дека треба да се обележува и овој настан, сегашниот овогодинешниот настан да сакаме да прерасне во традиција и секоја година на тој ден да се обележи. Сакаме да напомнеме дека исто Илинден е и наш празник, секако ние сме тука староседелци. Имаме повторно гледач на линија, ќе го вклучиме. Добар ден, кој ни се јавува? Добар ден. Повелете, во програма сте. Ром, по национално. Како проводим сам на... Малку погласно доколку може. На телефона Елија Гюнеш, Ром по национално. Пред себе би сакал да честитам на 20 млади студенти, што конечно некои се осмели да излезе и да збори јавно за ромите после сети сега и овие години. И ја поддржувам идејата и дефинитивно на 3 август ќе чуваме во нивната манифестација. Ви благодариме што се јавивте и што бевте дел од нашата емисија. Секако дека вас и сите оние кои што не следат ги покануваме 3 август во 17 часот во Меморијалниот центар на Холокаустот, а веднаш потоа да ја следат и представата, односно поворката која што ќе се движи низ центарот на градот за да се одаде почит и веројатно тука одблиску и со вас да се поразговара со дел од учесниците и организаторите. Да. Па да, после изведениот перформанс, ние ќе бидеме тука кај плоштадот, кај споменикот на цар Самуел, ќе имаме тука поставено едно бано, како што Асип напомена предходно, ќе имаме поставено бано со слики од преживеани роми и со нивни кратки изјави, со цел да ја спознаеме јавноста. Првичната идеја беше и да доделиме флаери, да поделиме низ центарот на Скопје, сакавме на плоштадот Македонија, сакавме да поделиме флаери каде што со тоа што ќе ја запознаеме јавноста за таквите случувања и воедно уште еднаш да ги поканам сите луѓе без разлика на националност, дали се роми или македонци, сите луѓе кои што сакаат да оддадат почит кон тој ден. Имаме повторно двајца гледачи на линија кои што не очекуваат. Добар ден за кого? Го вклучуваме првиот гледач кој ни се јавува. Добар ден. Добар ден, во програма сте, повелете. Поздрав до вас и поздрав до вашиве гости. Ви благодариме, да ве чуеме. Ја имам 60 години и памтим многу дека ромите во Југославија биле меѓу најинтелигентните луѓе, но на жалост никој не ги почитуваше како што треба. Тие остануваат така и понатаму и голема е среќа со што и во Македонија почна за прв пат према нив да се има висока чест и да бидат равноправни со сите народи во Македонија. Тоа покажува и новата влада со господинот Заев и со министерот Самко, а ромите никогаш не треба да се плашат, бидејќи го имаат. Се прекина линијата со гледачот и секако дали имаме следен гледач? Немаме. Тука некаде доаѓаме и до крајот на емисијата. Се јавија гледачи кои што беа можеби до некаде збунети, ги разјаснивме работите, гледачи кои што ви дадоа почит и поддршка за ова што го работите. Мене ми е навистина чест и задоволство што сте вакви ентузијасти и што покренувате една ваква иницијатива, се со цел одредени настани кои што се случиле во историјата се навистина болни и трагични за ромите да се одбележат и да не се заборават. Очекувате ли посетеност на 3 август?
Па, до сега имаме неофицијална бројка околу 100 учесници и всушност се надеваме дека ќе биде Тоа се уште учесниците поголема. кои што ќе го изведат перформансот. Инаку, еве ве покануваме и вас и како медиум и како водителка да дојдете на нашиот настан да го проследите, бидејќи сметаме дека апсолутно општеството треба да се сеќава на својата историја со цел да не се повторува истото и да не ги повторува грешките или кривичните дела за кои што може да одговара. Има ли нешто што не кажавме можеби во рамки на емисијата, затоа што сме пред самиот крај? Па, мислам дека беше во ред. Во целост, да. Да. Ќе биде одбележено во Скопје во главниот град на 3 август во 17 часот, повторуваме, во мемориалниот центар на Холокаустот. Сите вие кои што сте тука сте слободни и сакате да дадете почит и поддршка за оваа иницијатива и почит секако на жртвите геноцидот кој што извршен 1944 година. Бидете дел од оваа иницијатива на Сдруженијето на граѓани Рома Верзите си пред се на овие млади ентузијасти, студенти кои што денес беа дел од емисијата Македонија денес. Асип Зекири и Елсон Илјас, јас ви благодарам за гостувањето, за сето она што го споделивте со нашите гледачи. Верувам дека ги поттикнавме да размислат, како и вас што ве поттикна Срđan Ahmed да прочечкате низ историјата, така верувам дека и тие ќе се запрашаат што е она што навистина се случувало 44-та година. Ние ви благодариме на поканата. Многу ни беше мило што не угостивте во вашата емисија. Се надевам на повторна соработка. Ви благодарам за гостувањето, драги гледачи, вам ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Тука правиме една куса пауза, ги следиме и вестите во 12 часот, а веднаш потоа продолжуваме со Македонија денес. Имаме простор за малку музика и нашиот редовен гостин кој што на ваше барање денеска повторно гостин во рамки на емисијата доктор Зоран Крстевски, филозоф и астролог. Малку повеќе астрологија, малку повеќе за љубовта и доста интересни теми секогаш со него, затоа не го менувајте каналот, останете до крајот на Македонија денес заедно со мене.